Па можеме да кажеме дека уште во 2013 година владата увиде дека во целиот овој процес на градење е потребен дополнителен механизам на контрола. Тие во тоа време направија промена со воведување во Законот за градење член 4а, кој што вели дека оваа делатност се доделува на научен институт специјализиран за заштита од сеизмички градби. УКИМ ИЗИС како единствен научен институт специјализиран за оваа намена, кој е дел од најголемиот државен институт Свети Кирил и Методи, веќе континуирано врши контрола на сите овие градби. Но за жал, веќе од минатата година, 2023, во овој процес се влегуваат и одредени субјекти кои што го компрометираат, бидејќи истите се со лимитирани кадровски и технички капацитети. Ние во повеќе наврати алармиравме до државните релевантни институции за оваа појава и очекуваме дека истите ќе реагираат на нејзе. Ние остануваме посветени во овој процес, континуирано да си вршиме својата надлежност која што ја имаме превземено како делатност согласно Законот за градење. Законот за градење предвидува ние да издадеме 3 мислења, односно да извршиме 3 контроли. Првата контрола ја вршиме на проектната документација, односно пресметката за стабилност на самата градба. Тука ја ревидираме комплет пресметката и даваме одредени забелешки, па дури ја враќаме за до пресметување, односно коригирање на сите аномалии ако во нејзе постојат. Потоа инвеститорот во тек на градба не повикува, првиот пат на 50%, вториот пат по завршувањето на градбата, каде што видуваме дали проектната документација соодветствува со изведената состојба. После тоа даваме трето мислење и морам да напоменам дека првото мислење, кое што е во тек на проектна документација, е потребно за секој инвеститор да извади одобрение за градење. Додека последното мислење е потребно за инвеститорот, односно идниот собственик, да добие употребна дозвола на својот објект. Така да можам да напомнам дека во текот на овој процес ние увидовме многу аномалии во градењето, каде што интервениравме и ги подобривме градбите, односно нивната сигурност како крајна целина и употреба за граѓаните. За жал, нашата тековна регулатива нема предвидено никакви членови внатре за ние односно субјекти некои во нашата држава да бидат одговорни за контрола на постојните градби. Овде би сакал да напоменам дека сепак во нашата држава постојат совесни и граѓани кои што им е битна сигурноста и тие во многу наврати не имаат контактирано низ изминативе децении за да извршиме ние одредена контрола на нивната градба за намена, дали сакат да направат промена на внатрешни зидови да срушат или да направат некоја интервенција. Ние сме давале такви мислења и анализи. Но вообичаено овие се на иницијатива, односно на барање на самиот собственик или некоја државна институција. Ние во изминативе 60 години воведовме соодветна методологија за оваа намена, имаме соодветни инструменти кои вршиме теренска проверка, но и соодветни алатки кои што ја контролираме аналитички пресметката на таа постара градба. Низ нашиот институт имаат поминато многу државни контроли, но и приватни субјекти. Па можам да кажам дека перцепцијата на граѓаните е релевантна и нејзе треба да ја земе во обзир, особено ние како државен апарат. Таа перцепција вообичаено доаѓа од целокупното општествена околина, но можам овде
да пробаме да ја смениме перцепцијата преку некои факти. Факт е дека во 1964 година во нашата држава за прв пат се воведени реални прописи за сеизмичка проектирање на градбите. Во изминатите децени после тоа се направени неколку промени на законската регулатива. Во 1981 се воведени модерни сеизмички прописи за проектирање. Веќе пред неколку години дури се воведени и европските норми за сеизмичко проектирање. Така да нашата регулатива соодветно ја опфаќа оваа проблематика. Дополнително на тоа можеме да кажеме дека и контролата што е воведена од 2013 година за сеизмичката отпорност на градбите е дел од овој државен механизам. Тука граѓаните навистина треба да се сигурни дека имаме државен апарат, кој што во одредени наврати може и да биде компрометиран. Особено ние како институција можеме да се сомневаме дали после 2013 навистина сите градби се согласно проектирани и контролирани согласно оваа проблематика, бидејќи во делот на овој државен апарат ни се јавуваат и приватни субјекти кои што го компрометираат целиот овој процес. Така да после 2023, се извинувам, не можеме да направиме увид дали навистина сите градби го поминуваат овој процес на државна контрола. Ние континуирано работиме на кревање на перцепцијата на граѓаните и она што е битно е сите ние заедно, и вие како новинари, и ние како државен апарат, да работиме на кревање на јавната свест, бидејќи на крај од денот граѓанинот е тој што е корисник на самиот објект и него му е многу битно да неговијата конструкција биде едноставно контролирана од реномирана институција. Така да би апелирал јас до граѓаните, особено до тие што купуваат нови станови, да побараат од продавачите, односно од инвеститорите, документот која од фирмите, односно од институциите, го има издадено сеизмичкото мислење и самите да оценат дали е од релевантна институција или од некој друг приватен субјект издадено. Така да заедно мораме да се бориме, да ја смениме оваа перцепција на граѓаните и верувам дека ќе бидеме на прав пат. Денешното време, односно промената на технологијата и потребата на нас како граѓани е да имаме поголема комоција во своите домови. Дел од таа комоција е постигната со овие модерни фасади, односно фасади од стиропор, кои што ни нудат топлотна изолација. Скопје 2014 е сличен таков проект, можда не е термички, но применува одредени нестандардни елементи за фасадата. Ова е релевантно да се праша, бидејќи одреден аспект на оштетување на фасадата може би да се поврзат и со конструктивната стабилност на самиот објект, како во парцијално, така и во целина. Јас, поминувајќи низ градот, можам да констатирам дека одредени фасади се во подобра, одредени се во полоша состојба. Овде сепак нашата препорака е да се прават редовни контроли на фасадите, на државните објекти, па дури и на стамбените објекти на приватните лица, со цел да се избегнат понатамошни неповолни ситуации. Така да апелираме до граѓаните да се обратат до соодветни институции или градежни инженери да го проверат целиот тој процес. Што се однесува до доградби и наградби, ние мора најпрви да направиме разлика што е доградба и што е надградба. Под доградба ние подразбираме дека новиот објект кој што се гради е залепен до веќе постојниот објект. Значи, тие се конструктивно одвоени, што значи дека во иднина тие не работат како една целина. Тоа значи дека во овој случај имаме поповолна варијанта за стабилноста и на стариот објект, но и на новиот објект. Што се однесува до надградбите,
тие се за нас стручно кажано, тие се конструкции кои се додаваат, односно се градат изнад постојниот објект. Значи нивната тежина од озгора едноставно налегнува на самиот постојан објект. Сега тука имаме проблем бидејќи постарите објекти кои што се тие не се проектирани за таков товар да понесат во иднина. И новото оптоварување кое што го примат ја намалува нивната отпорност. Поради тоа овој процес бара особено внимание, но морам овде да напомнам целиот тој процес да биде контролиран од инженери или институции со соодветно знаење и искуство кои што го имаат стекнато низ своето работење. Ние историски правиме вакви контроли, имаме соодветна методологија која што опфаќа теренска контрола, значи контрола на материјалите, квалитетот, контрола на димензиите, потоа опфаќа проверка пресметка на постојниот објект, на надграданиот објект и така како целина да се затвори со пресметка за контрола на незината стабилност, особено мора да напоменеме за сеизмичката стабилност. Овој процес овде е сложен и граѓаните мора внимателно да пристапат кон него, особено во град Скопје, бидејќи градот Скопје е во сеизмичко трусно подрачје, кое што може да направи големи оштетувања. Денеска овие надградби функционираат. Точно, ја имаат својата намена, но ние не знаеме во иднина кога ќе ни се случи земјотрес, сличен на тој од 1963 година, кога сите овие надградби ќе бидат изложени на тестот на својата издржливост. Така да нашиот апел е граѓаните да избегнуваат овие надградби во колку што е можно, особено на постари објекти, особено на објекти кај што нема направено пресметки соодветни, и да се обратат до релевантни институции за ако е потребно и ако се навистина одлучни да ја направат таа надградба. Браните и мостовите можеме да кажеме дека се капитални инфраструктурни конструкции, односно објекти за секоја држава. Нашата држава законски го има тоа регулирано, каде што браните ги дава на едно предпријатие, вообичаено големите брани се под ЕСМ, додека мостовите се повеќе разлејани низ повеќе предпријатија. Едното предпријатие кое што е одговорно за нашата артерија на патишта, тоа е ЈПДП, оно е одговорно за сите мостови низ автопатиштата и регионалните патишта. Во град Скопје мостовите кои што ни се на реката Вардар, на нив е одговорен град Скопје, додека во помалите општини, односно помалите мостови, се одговорни самите општини. Нашата регулатива е стрикна и во неј се предвидени контроли за одржување и за санација на овие брани, следење. ЕСМ има техничка служба за оваа намена, внатрешна, која што изработува извештај. УКИМ ИЗИС, како дел од државниот апарат, е одговорен за сеизмичкиот мониторинг на овие брани. Ние годишно изработуваме извештај од нашата инструментација, податоци, ги обработуваме и даваме своји заклучоци. Потоа тој извештај иде во државна комисија, која што е во склоп на соодветното министерство и таа ја носи последната одлука. Овде што би сакале да напоменеме е и делот на евалуација. Значи, евалуација значи повторна пресметка на самата конструкција. Можам да се сетам дека во 2000 година ние имавме еден прекрасен проект кој беше евалуиран многу позитивно од експертите од Светската банка. Тоа беше реевалуација на стабилноста на 4 големи брани во нашата држава. Ние направивме оваа реевалуација многу успешно и препораката, односно согласно регулативите, е таква реевалуација да се направи на секој 10 години, особено за браните. Кога сме кај мостовите, тука имаме два аспекти. Вообичаено институциите што се одговорни за одржување на мостовите нас ни се обраќаат од кога ќе настане штетата. Ние вообичаено велиме не, дај да пробаме да превенираме.
Што значи превенирање? Превенирањето значи мониторинг соодветен со соодветна методологија и денеска со соодветна технолошка покриеност, односно со соодветна дигитализација во целиот процес. Затоа ни е потребно да кадарот кој што го врши тоа во државната институција одговорна за овој мониторинг да биде соодветен, соодветно обучен и да си ги следи соодветно процедурите. Ние како институција сме отворени овде да го дадеме целиот то наше знаење кон овој државен апарат одговорен за тоа и да примениме таа методологија. Ние сме овде со соодветна опрема, обучени и имаме соодветни инструменти спремни дури за мониторирање на овие мостовски конструкции во реално време. Тоа што значи? Дека ние ставаме соодветна инструментација на конструкцијата, тоа што сакаме да го следиме, дали од земјотрес, дали од некои други непогоди, ги поврзуваме со централен компјутер во канцеларија, која што таа канцеларија може да биде кај нас, но може и да биде во самото предпријатие. Во реално време, се поврзани преку интернет конекција, во реално време ги прибираме податоците, нашите софтверски апарати ги обработуваат и едноставно даваат проценка на операторот што треба да направи и дали има некоја приоритизација за следната година како инвестиција за да го одржи тој мост или таа конструкција. Вакви проекти на мониторинг ние имаме применето на брани, значи прекрасни проекти кои што сме ги имплементирале како институција. Можеме да се пофалиме со проектот на браната Зворник. Во Зворник, тоа е јаловишна брана, кој што имаме вградено реално мониторирање на состојбата. Имаме дури вградено и алармен систем. Што значи? Дека ако во земјотрес ни се надминат одредените прагови кои што претходно ние сме ги дале како стручњаци, вие на вашиот мобилен телефон, односно директорот и човекот кој што одговорен за ова, добива SMS порака во моментот одма, после 5 секунди од настанот, да, нешто се случува со мојот објект. И веднаш се алармира. Имаме неколку нивоа на алармирање. Алармирање кога не е потребна дополнителна контрола, но и алармирање кога е потребна дополнителна контрола. Све тоа системот вас ви информира и вие точно знаете дали во следниот момент треба да викнете експерт за да го оцени стабилноста на вашиот објект. Ние можеме да кажеме да, во нашата земја постои регулатива, но механизмот не е до крај имплементиран за да биде дигитализиран и односно да се отклони човечкиот фактор помалку да влие во целиот тој процес. Односно потребна ни е поголема дигитализација и примена на технологијата која што навистина денеска постои и треба да направиме напор да ја примениме, односно да ја вградиме во нашите инфраструктурни објекти, особено во браните и на овие мостовите, па барем на поголемите автопатишта.